имаме едно ексклузивно парче, би рекла, од Мартина Димовска, која што е првата жена аналоген астронаут на Балканот. Знаете дека доаѓа од Македонија, таа имаше можност изминатиот период да биде дел од целата она организација или целиот оној настан кој што навистина ги помести параметрите во човештвото за мисијата Артемис 2, која што ја заокружи месечината и успешно се врати на земјата. Малку повеќе, да речам, дел од импресиите и доживувањата на Мартина Димовска во следните минути. Добро утро на сите, благодарам за поканата. Чест ми е што сум тука. Артемис 2 е навистина важна според мене и еден историски момент затоа што представува еден чекор назад кон човечкото присуство во длабока вселена по повеќе од половина век, од времето на Аполо 17. Но ова не е само повторување на минатото, туку квалитативно нова фаза. Оваа мисија е важна од неколку аспекти. Прво технолошки, затоа што го тестира системот Orion со екипаж во услови во длабока вселена, што значи една поголема радиација, поголема оддалеченост, поголема автономија на екипажот и многу други работи што се тестираат. Второ, стратегиски, затоа што е дел од пошироката архитектура, што има цел да создаде едно одржливо човечко присуство надвор од земјата, односно на месечината. И трето, цивилизацијски, затоа што го поместува хоризонтот на човештвото од истражување кон активно присуство на едно друго небесно тело. Ако програмата на Аполо беше една трка, Артемис мислам дека е една инфраструктура, едно градење на инфраструктура. Тоа значи дека ние не одиме само за да стигнеме и истражиме, туку да останеме и да функционираме долгорочно. За да се квалификува некој да стане астронаут, потребно е прво да има базични тренинзи. Па потоа, штом ќе стане астронаут и му се додели некоја мисија, има мисиски тренинзи. Астронаутите често поминуваат години во мултидисциплинарни тренинзи. Од напредни симулации за лет до разрешување на итни ситуации, имаат подводни мисии за да можат да симулираат микрогравитација, да видат како ќе се чувствуваат во симулирана микрогравитација, имаат тренинзи за преживување во екстремни услови, имаат тренинзи за физичка кондиција, за издржување на гравитациони сили, имаат психолошка подготовка за изолација, за стрес, за работа во затворен простор со многу задачи и слично. Меѓутоа, оно што ја прави Артемис 2 мисијата посебна е што тие напушта ниската орбита на земјата, односно LEO, Low Earth Orbit, што значи дека тие ќе бидат изложени на сосема поинаква средина од онаа поблиската на меѓународната вселенска станица. Психофизички ова има неколку ефекти. Зголемена изложеност на космичка радиација, подолга изолација без можност за таква брза евакуација, односно подалеку од земјата. Поголема когнитивна одговорност поради поголемата автономија што екипажот ја има. Тие имаат силен психолошки ефект од гледањето на земјата од далечина, односно the overview ефект. Ова не е само физички тест за екипажот, туку и навистина еден психички па дури емотивен тест за тестирање на нивните граници. Артемис 2 е критична мисија за валидирање, односно за потврдување. Кога размислуваме за мисии и како се дизајнирани, има еден вид на архитектура на мисии и тие се извршуваат во неколку етапи. Артемис 2 е критична мисија за потврдување, односно за валидација. Таа не е дизајнирана да слета, туку да потврди дека сите системи функционираат безбедно со екипаж на летало во реални услови. Конкретно Артемис 2 го тестира летот со екипаж во длабока вселена, ги проверува системите за животна поддршка, за навигација, за комуникација, експериментите и слично, обезбедува реални потатоци за човековото функционирање надвор од LEO, односно ниската орбита на земјата, и ја намалува неизвестноста за следните мисии, значи потврдува дека ова е добро сработено, дека системот добро функционира, дека секој инженер се погрижил се да е номинално и да е во ред и слично. Во следните 10 до 20 години, јас сметам дека ќе имаме една трансформација во вселенскиот сектор. Односно, ќе имаме еден пресврт од државно доминантна индустрија кон силен јавно-приватен екосистем, затоа што има неколку клучни трендови. Имаме сега комерцијализација на ниската земјина орбита со приватни вселенски станици. Имаме аспирација за постојано човечко присуство на месечината како тест платформа за понатаму за Марс. Имаме масовен раст на сателитски системи и со тоа податоци за земјата. Имаме доста интеграција на AI и роботика за автономни мисии. Имаме и развој на технологии за користење ресурси надвор од земјата, односно ISRU, In Situ Research Utilization, и тоа значи дека вселената ќе стане една економски релевантна индустрија, нема да биде само научна. И сметам дека ќе има повеќе работни позиции што ќе бидат доста поразлични, разнолики, ќе има повеќе компании што ќе бидат доста иновативни и повеќе улоги што не се класично само инженери или само астронаут. Ви благодарам многу за поканата и за краткото вклучување.